Добре дојдовте на конечното будење на сопствениот народ. Јас се викам Тони Михајловски. И македонец сум до коска. Мојата земја се викала и ке се вика Македонија. Мене можете навистина да ме викате како сакате. А таа има само едно име. Вечерва сме овдека да го докажеме своето име. Вечерва сме овдека да го направиме првиот чекор од следните милиарда што не чекаат. Вечерва сме овде да докажеме дека знаеме и дека можеме. Вечерва сме овде да докажеме дека сме единствени и дека едно нешто што не обединува е името и тоа не смеат да ни го земат. Пошто сме единствени, браќа мои и сестри, по тоа што од секогаш сме биле први во светот, а не последни. Бевме први во светот што го освоија тој исти свет, познат, и го носевме името Македонија. Бевме први што сакавме да го обединиме светот, да се измешаат народите и расите. И секогаш и сите не викаа македонци. Бевме први во Европа што го прифативме учењето на Христа. Апостол Павле, барајки од каде да започне со ширењето на новото забрането учење, пронајде народ отворен во љубовта кон Христос и тој народ живееше во Македонија. Бевме први што описменивме огромен број неписмени и од тогаш не викаат Словени. Оние што го носат словото и сега тие истите се викаат преговарачи. Дали сакате македонци да бидеме први во светот што ќе се откажат од сопственото име и идентитет? Дали сакате да бидеме први што ќе ја укинат за секогаш Македонија? Такви ве сакам! Сакам да ви прочитам прекрасни зборови од еден многу умен човек. Тој со своето перо ја бранеше оваа земја, а ние можеме да ја браниме секако, нели? Радован Павловски, ти благодарам за убавите зборови. Вели вака: ме мачат прокоби, крвави играри на векот, ни потопи, ни суши не ке ме слезат од височини. Не смрт без слобода, не без Македонија. Такој ми ја краде земјата и во очи ми ја фрла. Кој ми го погани морето, звезди крвави ке му потопам. Овдека и тревка се бори за сонце и за слобода. Овде и семето јачка во земјина утрова. Крени се, море, градобран биди. Пред налет на стрели сараценски, смрт или слобода и за Бога одлука стравотна е, а камоли за овој народ унесреќен. И ако умрам и не стигнам да ве опоменам, во природата и надвор од неа, се што допрев и помилував ке загрми. А ако сите вас не ве збрав на покрив на слободата и ако во себе не ја допрочитав вашата душа, се плашам да не ве измамат, оти има лажно сонце и рана пролет среде зима тешка. Та така да ги измами на видело влюбениците во слободата, а потем на нишан да ги земе. Ете, од тоа нам ни страдаат поколенијата. Македонио, кога ќе те помакедончиме? Да живе Македонија! Македонци, достоинствено ќе заминеме кон своите домови и ќе чекаме тие да го направат следниот чекор. Ние сме спремни! Да живе Македонија!